Почитувани, се сеќавате дека ние уште минатата година најавивме една новинка на македонски корени, а таа новинка по ваша желба ја именувавме Крик на молкот. Денес, како што веќе еднаш најавив, со Господ напред ја стартуваме таа новинка. Во следниве 10 минути ќе проговориме за две теми, со кои теми би сакале да го отпочнеме тој циклус. Една од поактуелните теми, која е многу важна за нас македонците, е она за најавените реформи во основното образование од страна на владата на Заев. Пред се, на Министерката за образование и наука Мила Царовска. Од она што го гледаме, власта планира да ги укине предметите историја и географија како засебни предмети и да ги смести во еден предмет наречен обштествени науки. Ние, се сеќавате, во минатата емисија говоревме за тој нов концепт со еден од креаторите на тој нов концепт, а тоа беше господинот Кирил Барбареев, универзитетски професор при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој е активно вклучен во работата на таа група која работи на тој концепт. Професорот убаво го објасни проектот, но не навлегувајќи во политичка дискусија, како тоа власта ќе го спроведува и која им е крајната цел на владата на Заев, пред се на Министерската Царовска. Овде сакам да подлечам дека од разговорот со професорот Барбареев заклучивме дека неговата заложба за промена на образовниот систем во основното образование е многу искрена, а желбата за позитивна промена е неговата водилка, а не политиката. Во еден момент, професорот Барбареев рече дека во оној момент, кога ќе осети дека се злоупотребени од страна на Министерката Царовска и владата на Заев, ќе се повлече од работната група. Со него се согласивме дека во македонското образование е потребна промена. Но не се согласивме за околу планот на власта таа промена да започне од најмалите. Мојот став, но и ставот на Бети беше дека власта на Заев преку Министерката за образование Мила Царовска имаат скриена намера и дека преку овој проект сакаат на мала врата да го задоволат, односно да ги задоволат барањата на источниот сосед. Понатака во разговорот ние посочивме дека основното образование е избрано за почеток на промените, бидејќи на таа возраст се оформува националното чувство, се оформува националната свест за нацијата, за народот, и така преку еден ваков проект со бришење на историјата како засебен предмет ќе им се мијат мозоците на младата популација и на тој начин ќе се создаваат хибридни интелектуалци кои со тек на време нема да знаат ништо за македонските корени. Делот тие хибридни интелектуалци ќе се вработуваат, некои ќе одберат политика и ќе ја креираат државната политика. И сега, само за момент, замислете ги таквите кои ништо нема да знаат за она вистинска Македонија, од антиката па се до денешнава Македонија, каква судбина со нив го чека македонскиот народ. Јас и понатака стојам на ставот, а верувам дека и Бети го дели истото моје мислење, дека доколку владата на Заев сакаше да направи промени, требаше да започне со професорскиот и наставничкиот кадар. Најпрво нив да ги описмени и да ги оспособи за ваквите промени и преку јавни настапи и дебати, така подготвените професори и наставници, заедно со подготвениот наставен план, но и изготвената содржина за дотичниот предмет, посебно за историјата, да се прават јавни дебати, а на тие дебати да информираат јавноста за да можат родителите и идните родители да видат кој ќе ги воспитува нивните деца, од што и за што. Ние, со Бети после интервјуто со професорот Барбареев, испративме покана до министерката Мила Царовска за да поразговараме и од неа лично да добиеме одговори на многу прашања кои стојат како облак надвиснати над македонската јавност, но нажалост неодговорени. До овие моменти немаме потврда дека Мила Царовска ќе ја прифати нашата покана. Се надеваме дека ќе се одважи и ќе ја прифати, а еве сега и јавно ја покануваме
преку оваа емисија, денешнава, да ни се јави и да поразговараме. Едно од најпосакуваните и најбараните прашања кои чекаат одговор е тоа да Мила Царовска ни одговори на кој начин таа планира да го подобри образовниот систем со спојување на неколку предмети во еден. Министерка Царовска, одважете се и прифатете ја поканата. Кажете и на македонската јавност, пред се на родителите, како ќе им го подобрите знаењето на нивните деца, внуци и правнуци, кога за да направите место за сите три споени предмети во еден, треба да кратите од содржините. Со кратење на содржините не се подобрува знаењето, министерка Царовска. Науките постигнале развој со нивно одделување, а не со спојување. Министерка Царовска, ја слушате ли македонската јавност? Ја слушате ли научната фела, министерка Царовска? Го слушате ли крикот на македонскиот народ? По се изгледа дека за министерката Царовска мислењето на научната фела не е толку важно за незе, но и за нејзиниот предпоставен премиерот Заев. Поважно е да го спроведат барањето од источниот сосед, но и од нарачателите на сценариото. По се изгледа дека министерката Царовска го изгубила слухот и продолжува насилно и на силеџиски начин да ги турка реформите во образовниот систем, а во организација се разбира на МОН. Скоро целата научна фела, вклучително и највисоките научни институции, се изјаснија против проектот на министерката Мила Царовска и Министерството за образование и наука. Во последно време се забележува една пародија, министерката Царовска канејки непознати лица за јавноста, за кои со право можеме да ги наречеме анимуси, наводно прави дебата, а всушност глуми јавна расправа. На оваа тема ние имаме намера да разговараме и со нашите идни гости на македонски корени, а ве покануваме и вам, почитувани, да го дадете вашето мислење, пред се да одговорите на прашањето дали би го пуштиле вашето дете во училиште, во кое образовниот систем наместо подобрување на знаењето на вашето дете, децата, внук или внуци, ќе му го мијат мозокот. И каква порака ќе оставите за министерката Мила Царовска? Почитувани, ова што и се случува на Македонија, но пред се на македонскиот народ, може да го опишеме со една просто проширена реченица или, ако сакате, и сложена реченица. Ароганцијата ја живеат неспособните, а арогантните ја мијат нивната неспособност. Поврзано со ароганцијата се наметнува уште една важна тема, а тоа е темата попис, закажана за во април оваа година. Начинот на кој сакаат да го спроведат пописот е уште еден приказ на ароганцијата на власта на Заев, која насилно сака да спроведе попис. Заев е спремен да оди на попис без најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, која најави, како што рековме, непризнавање на пописот поради неприфаќањето на нивните амандмани при носењето на законот за пописот. А од друга страна пак, партнерот во владата на Заев, ДУИ, преку Артан Груби, најавува непризнавање на пописот ако процентот на албанското малцинство е испод 20% од вкупното население. Ваквиот начин на спроведување на пописот од една страна и заканите на Артан Груби од друга страна, ни посочуваат, односно не упатува на фактот дека пописот е предвреме наштелован. Непризнавањето на резултатите од пописот од страна на ДУИ ќе биде валиден, бидејќи има врзан подпис. Почитувани, сте се запрашале ли кој е никулецот на вината за сето ова што и се случува на Македонија и македонскиот народ? Ке се сложите ли со мојот став дека креаторите на Уставот во 1991 година, а и потоа, се едни од најголемите виновници за сето ова што се случува на Македонија и на македонците? Прима мене, тие се виновни затоа што не ја внесле македонската нација како носител на суверенитетот. Па поради таква грешка, наместо народ, постанавме три коси црти и граѓани на новата творевина Република со Македонија. Сега, врз база на ова се поставуваат прашањата. Дали некој од креаторите знаел што всушност
ќе донеси таквиот устав во кој не ја внесле македонската нација како носител на суверенитетот. Дали во иднина треба некоја власт да се позанимава со оваа тематика за да се види и испита дали конците за сценариото за уништување на Македонија и македонскиот народ водат токму од тоа време. Да се испита по чија нарачка е креиран македонскиот устав онаков каков што е, за да му се дозволи на властите да ги менуваат главните постулати по желба на оние кои наумиле, односно не ја испуштиле нивната желба и цел за бришење на еден древен народ, одде што започнала и цивилизацијата. Ние имаме информации дека уставотворците, без око да им трепне, така арогантно ги отфрлиле сите сугестии и предлози, а тоа бил огромен број на предлози сместени на преку 300 страници кои им ги дале група универзитетски професори од УКИМ, а за оваа тема ние ќе се потрудиме да обезбедиме гости експерт за уставот, како на пример Тања Каракамишева, Саво Климовски, Давкова и други познати експерти од уставно право. Но добредојдени се и вашите размислувања. Вина за денешнава ситуација почитувани имаат и дел од новинари во Македонија кои поради само од нив познати причини сиот овој период од 30 на години промовираат нешто што нанесува штета на Македонија и македонскиот народ и не најдоа за сходно да размислат кон каде ја носат Македонија со нивната промоција и подршка на лица кои што ја носат Македонија во бездна, креирајќи го јавното мислење и негативното го промовираат како позитивно. Се поставува и прашањето што уште треба да се случи за да се побара преиспитување на функционалноста и застареноста на уставните одредби.